Да, на оваа тема ќе зборуваме во следните минути, бидејќи наши гости денес во студиото се професор доктор Славица Јанешлиева, декан на Факултетот за ликовни уметности, и доцент Марија Сотировска, исто така од Факултетот за ликовни уметности. Добар ден и добре дојдовте. Добре најдовме. Добар ден. Имаме многу поводи за денешниот разговор, многу поводи зошто емисијата има денес ваква тема. Но ќе започнеме најпрво со она што се случуваше изминатата недела, практично работилницата на факултетот. Па на наша голема радост се оствари оваа работилница, која што беше планирана уште од минатата година. Значи, ние некаде ова време, 24-та година, се сретнавме со професорот Јоргос, кој што дојде во посета тука во Македонија и во Скопје, со посредништво на амбасадорката на Грција во Република Македонија. На наша голема радост тие сакаат да помогнат во оформувањето на катедра или пак некаков институт кој што ќе се бави со конзервација и реставрација. Започнавме со мали чекори, бидејќи конзервацијата и реставрацијата кај нас како најпрвин како насока, потоа како модул, а сега како курсеви во текот на 2 години, 4 курса, секој курс се следи во еден семестар, трае уште од основањето на факултетот, меѓутоа за жал оваа гранка не се разви така како што се развија другите гранки. Значи, неопходно е оформување на кадар кој што ќе биде обучен не само на уметничко ликовно ниво, туку ќе биде и на научно ниво. Значи, во пролетта 24-та, ние како екипа од ФЛУ отидовме да видиме во какви услови работат таму на катедрата за конзервација, всушност како се викаше точно катедрата? Катедрата се вика за зачувување на наследство и антиквитети. И сведочевме, иако условите им се застарени, сепак дека тие имаат фантастични лаборатории за секој вид на реставрирање или конзервирање, не само на уметнички дела, артефакти од метални, дрвени, камени. Значи, ние за жал тука се посветуваме генерално на фреско живопис и на икони и на сликарство на платно. Нашата идеја е да разработиме во скорешна иднина програма која што ќе произлезе со заедничка диплома, користејќи ги ја инфраструктурата на УКИМ во првите 2 години, а потоа користејќи ја инфраструктурата на Универзитетот во Западна Атика. Искрено се надевам дека ова ќе навистина ќе се случи, бидејќи не е едноставен процес и двете програми треба да поминат на акредитација и кај нас во Македонија и во Грција, па потоа да се подпише договор за заедничка соработка, но ние во меѓувреме ќе продолжиме со вакви помали активности кои што се случуваат на голема наша радост, ама и на студентите. Знаете како велат и најдолгиот пат започнува со првиот чекор. Добро е што првите чекори веќе се направени. Тоа веројатно само дава надеж дека тој долг пат ќе се изоди и ќе се стаса до целта која што е зацртана. Она што е веројатно загрижувачко за нас во Македонија е недостатокот од конзерватори и реставратори. Каква е состојбата во моментов со студенти кои што се заинтересирани за вакво нешто? Состојбата е добра, но е загрижувачка за тоа што овој предмет, овие курсови, како што спомна деканката, се 2 години се изучуваат и тоа е многу малку за да се изучи целата наука за конзервација и реставрација. Со 2 часа неделно ние фактички имаме недостаток на часови кои што треба сето тоа да се изучи, да се зафати, а имаме 4 области кои што се сликарство на платно, икона, мозаик и фреско. Тоа е премногу малку. И тоа се области во кои што навистина има многу дела кои што треба да се сочуваат.
Дефинитивно, она што може би не е јасно на сите, дека факултетот за ликовни уметности ги нуди овие часови и оваа опција за идни вработувања со цел да им даде повеќе можности и вештини на нашите студенти, па и за идни вработувања, да биде тоа полесно и да задоволи некои пошироки интереси. Меѓутоа, дефинитивно, факултетот за ликовни уметности не може сам да го поднесе товарот на формирање на лаборатории, студиски програми кои што ќе задоволат потребата на нашата држава за кадар од конзервација и реставрација. Значи тоа мора да биде еден заеднички проект во кој што ќе се вклучи не само Министерство за образование, не го споменувам УКИМ затоа што УКИМ е секогаш расположен нели за соработка меѓу единиците внатре во УКИМ. Значи Министерството за образование, Министерството за култура исто така игра тука битна улога, Националниот конзерваторски центар и Управата за заштита на споменици. Значи сите овие сегменти мора да имаат една заедничка идеја и јас имам информации дека веќе се работи на една добро опремена лабораторија која што ќе треба да ги задоволи потребите на целата држава. Значи, меѓутоа, доколку ние сакаме да создаваме кадри, во таа лабораторија мора да им биде дозволено и на студентите да престојуваат и да работат практична работа. Значи, она што нас ни се случуваше изминативе години е да немаме доволна соработка со институциите или пак под изговор, што верувам дека е и вистински, бидејќи се работи за артефакти или уметнички дела кои што се од огромна вредност, е забранет пристапот нели на непрофесионалци и тоа ни создава нас проблем во текот на образованието. Јас се воодушевувам на ентузијазмот на професорите од Грција кои што со себе донесоа опрема вредна илјадници евра, значи во сопствени возила со пременување на царински премени, со сите документи нормално, меѓутоа тие ни ја донесоа за нашите студенти да можат на лице место да работат, да почувствуваат, да работат практично на темата од диагностика до конзервација. Тоа фактички што на нашите студенти им недостасува. Така, практичната работа веројатно е многу битен дел, неверојатно сигурно е многу битен дел, затоа што теоријата е едно, но со она што ќе се соочите додека прво диагностицирате, да, нашата програма на Факултетот за ликовни уметности по тој предмет, по реставрација и конзервација, фактички ние нашите студенти ги учиме на превентивна конзервација. Тоа значи тоа е една гранка, една област од конзервацијата која што се стреми на зачувување на уметничките дела во однос на регулирање на температурата. Каде се чуваат тие дела, како се изложуваат тие дела, како се чуваат во депоата, одредување на температурата, на влажноста на воздухот, со минимални интервенции, конзерваторски интервенции во однос на заштита и чистење на слоеви кои што нема да го деградираат уметничкото дело понатаму, за да се спречи процесот на скапата реставрација понатаму. Превентивната конзервација е многу битна за зачувување на артефактот, на уметничкото дело во состојбата каква што е. Моменталната состојба. Практично вие сте како лекарите во секојдневниот живот. Подобро е да се спречи отколку да се лечи. Или пак да се даде добра диагностика за едно уметничко дело, исто како лекарите, ако дадете добра диагноза за тоа дело, кои се недостатоците, какви оштетувања има, понатаму кои се следните чекори за негово лечење. Так. И ако се даде добра диагностика, ќе се даде добар лек за тоа уметничко дело. И нема да имаме проблеми да стравуваме од уништување, упропастување затоа што понатаму целото уништување е многу поскапо во однос на реставрацијата на уметничкото дело. Подолго трае и е скапа.
Кога сте веќе во студиово, би сакала да го искористам и моментот да најавиме дека оваа 25-та година практично е многу важна за Факултетот за ликовни уметности, затоа што одбележувате 45 годишен јубилеј и оваа цела година ќе биде во знакот на овој јубилеј. Започнувате наскоро. Да. Веќе почнавме со најавата, така дознавте и вие, нели, дека ни следува јубилеот и всушност ние сакаме сите активности кои што ќе се случуваат во текот на оваа 25-та година да бидат под закрилата на 45 години ФЛУ. Официјално, всушност, роденденот на Факултетот за ликовни уметности е на 31 март. Меѓутоа, заклучивме дека е тоа неработен ден и дека можеби не е добро да се прави празнување на роденденот токму на неработен ден. Затоа главниот настан, главната прослава ја поместивме за 3 април и тоа ќе биде изложба на сите досегашни и сегашни професори, наставен кадар на Факултетот за ликовни уметности во Музеот на современа уметност во Скопје, пропратен со документарен материјал кој што ќе го прикажува развојот на факултетот и дел од активностите. Многу ми е драго што сме така една добра екипа на факултетот и влегуваме со ентузијазам во прославата на овој јубилеј. А првиот настан кој што ни го најави јубилеот беше оваа конзерваторска работилница со цел да кажеме дека ние континуирано ги негуваме вистинските културни вредности и дека сакаме да бидеме видени и препознаени. И исто така да им ја одадеме почита на сите оние наши претходни професори и основоположниците на факултетот за ентузијазмот кој што го вложиле за да се формира факултетов, кој што всушност и не е толку стар, меѓутоа повторно и не е па ни толку млад, и да прикажеме како се развива ликовната уметност, визуелната уметност во нашата држава. Значи имаме досега дипломирано 1500 студенти, магистрирано околу 320 студенти и сите тие се наши значајни алумни кои што работат во доменот на визуелната ликовната уметност, значи можеби се и еден дел од нив се самостојни ликовни творци или самостоен ликовен уметник, другите се во образование, третите се во визуелните комуникации, графички дизајнери, а имаме и дел кои што ја имаат поминато едукацијата на нашиот факултет за насоката конзервација и реставрација, а понатаму се дошколувале па работат во нашите конзерваторски центри. Значи морам да напоменам дека голем дел од кадарот го сочинуваат наши алумни. Како до поголем интерес за запишување на Факултетот за ликовни уметности? Еве вака, со соработки веројатно, со доближување на апстрактното за да биде повидливо, пореално за студентите? Минатата година имавме одличен одзив на приемните. Помалку ги плаши нашите млади луѓе, односно средношколците, матурантите, уписот на Факултетот за ликовни уметности, бидејќи имаме приемен испит. Морам да кажам дека јас кога се записував на Факултетот за ликовни уметности 1991, приемниот испит траеше 5 дена и мораше да се подготвуваме за приемен испит цела година однапред, доколку не сме од средното уметничко училиште, бидејќи беше нужно, неопходно да се познава цртање по жив модел, акт или и портрет. Нормално и мртва природа. Сега критериумите се спуштени, бидејќи наталитетот ни е опаднат, бидејќи младите се одселуваат, квотите се зголемени на прием на студенти, значи порано беа 6 до 8 лица во класа, сега се од 10 до 12. Како што споменав, има помалку средношколци, наталитетот ни е паднат и многу деца сакаат да си ја испробаат среќата да студираат надвор.
Тоа е генерално проблем со сите факултети и на сите универзитети. Значи, ова е глобален проблем. Сите колеги и во Хрватска и во Србија се соочуваат со истиот проблем. Регионот, точно. Она што мислам дека матурантите не го знаат е дека школството тука, високото образование тука е релативно ефтино, нели, иако се зборува школарината е ваква онаква, плаќаме многу малку. Кога ќе се спореди со сите други држави, сето тоа ќе кошта повеќе, ќе чини повеќе. Кадрите тука се исклучително добри, значи студент кој што сака да студира, без разлика каде ќе учи, ако сака да научи, ќе научи. Ќе научи, апсолутно. УКИМ и секоја единица се трудат кон подобрување на условите. За жал, немаме континуирана поддршка финансиска од страна на државата за да можеме да ги подобриме условите за работа, сега специфични кај нас ателиеата. Меѓутоа, чекор по чекор одиме и натака. Нели, менување на столарија, подобрување на грејните тела, дигитализација, сето тоа се случува, меѓутоа не може да се случи одеднаш. Епа еве, овој јубилеј од 45 години на Факултетот за ликовни уметности нека биде поттик и државата малку повеќе да размисли и да вложи за да имаме кадри кои што и се потребни на државата. Дефинитивно, мислам дека се и тие свесни дека има ваква потреба, меѓутоа ни треба нивната поддршка во поголема мерка. Мене ми е навистина драго што денес имавме можност барем малку да позборуваме на оваа тема, со оглед на тоа што јубилеот ви трае цела 25-та година. Тука сме за да го забележиме се она што ќе биде од ваша страна како активност и се разбира на задоволство на публиката која што ја сака ликовната уметност. Да, ви благодарам, дефинитивно. Македонската радио телевизија ќе ни биде еден од спонзорите и веќе е договорено да ги следите од различни аспекти сите случувања во врска со јубилеот и благодарам на поддршката.